Здраво и добро дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати преку призмата на доењето. Денешната епизода е наречена "Што е доењето?" Ова прашање е поприлично општо и најверојатно кој да прашате, одговорот што ќе добиете ќе биде поприлично различен. Ако прашате една мајка која што имала позитивно искуство со доењето и има веќе зад себе една успешна доењачка приказна, сигурно ќе ви каже една верзија, еден можен одговор од тоа што е доењето за незе. Ако пак го прашате партнерот на мајката, тој може исто така да ви каже една сосема друга, да ви даде еден сосема друг одговор за тоа што е доењето. Доколку прашате пак бремена жена, што е доењето за тебе, таа може ќе ви одговори начин на хранење на бебето и најверојатно така ќе ви одговори. Оно што сакам тука да го потенцираме дека навистина доењето може да биде многу работи истовремено и сите тие да се точни. И би сакал исто така да ве охрабрам дека доењето е една многу покомплексна ситуација, едно многу покомплексно случување помеѓу мајката, бебето, па и една врска во целото семејство, за кое што нема некоја конкретна дефиниција како треба да изгледа. Тоа е навистина важно да се знае, заради тоа што многу често мислам дека ние влегуваме со одредена замисла за тоа што е доењето, тоест најверојатно и она што треба малку погласно да се разговара е дека многу ретко ние и имаме, посветуваме воопшто време на тоа што е доењето, како би требало да изгледа и така натаму, особено за време на бременоста. И тоа дури токму тоа беше еден разговор на советување кој што го имав денес со една мајка, кој што ми пиша за одредена проблематика, јас се вратив назад како да проба нешто да направи за дали ќе се подобри и баш ми пиша: "Ох, леле, супер, сега е доста подобро." И самата ми пиша: "Не ми се верува колку воопшто не размислував на оваа тема додека бев бремена." Меѓутоа отвори едно навистина многу важно прашање, а тоа беше: никој мене ништо не ми кажа, никој ништо не ми спомна. Па така што најверојатно, иако ја прашате вашата околина, дали докторот кој што следи вашата бременост, гинекологот или било кој друг, што е доењето, сигурно и тука ќе добиете една поразлична дефиниција, која што исто така може да биде паралелно точна, но дека има недостаток на внимание на таа тема за време на бременоста, навистина има. Едноставно не се дава доволно акцент на тоа која е важноста. И сметам дека заради тоа ние едноставно влегуваме во самиот чин со многу големо незнаење, со голема неспремност, со одредени очекувања кои што се многу нереални и заради тоа едноставно тоа е рецепт за многу големо разочарување. И затоа и многу често самото доење како чин, многу од семејствата го доживуваат како предизвик, го доживуваат како потенцијален проблем, зборувам сега за оние први денови непосредно по породувањето. Така што размислив и баш за оваа прва епизода си реков што навистина би сакала да споделам, можеби ете за сите бремени жени, што би сакала да знаат уште за време на бременоста. Па, прво навистина би сакала да започнам со
моментот дека доењето и раѓањето се едноставно чинови кои што се поврзани. Ние многу се спремаме за чинот на раѓањето. Навистина посветуваме многу голема енергија и размислување за тоа дали раѓањето ќе биде природно, дали раѓањето ќе биде со царски рез, користиме секакви апликации за следење нели на бребеноста, па како е свртено бебето и тоа е се прекрасно заради тоа што навистина мислам јас лично знам таа возбуда од самиот чин, очекувањето да го сретнам она мало суштество кое што ми е во стомакот, како ќе изгледа или така натаму. Меѓутоа, факт е дека повеќето трудници едноставно размислувањето е дека доењето е нешто кое што ќе се случи после породувањето и тоа е тоа. И така е воглавно заради тоа што многу малку од нашата околина зборува транспарентно и гласно за тоа дека навистина може да е предизвик. Размислувам многу на темата зошто до некаде молчиме и не знам дали се работи едноставно за, мислам дека еден комплексен одговор кој што е резултат на многу фактори. Фактор број 1, мајката не е свесна дека за доењето сепак иако е навистина многу природен чин, многу нормален чин, дека едноставно сепак доењето е вештина за која што не е само мајката таа која што треба на некој начин да се подготви, туку и бебенцето има голем удел во тоа како нели ќе изгледа доењето, особено во првите мигови. Понатаму недостатокот на соодветни информации, особено за време на бременоста, го прават чинот дека е навистина неважен и дека доколку постои некаков проблем, тоа е исклучок. Она кое што и моите статистики го покажуваат, и мојата работа, да кажам, во ова поле е дека исклучок се оние семејства каде што навистина почетокот бил доста едноставен, да кажеме, кој што кај кој што нели предизвиците биле многу, да кажам, мали. Мнозинството на семејства имаат навистина поголеми проблеми и можеби проблемите не се толку големи кои што, како што кажав, самиот момент постпородилно е многу специфичен момент за мајката. Хормонална промена, навистина екстремни емоции, огромна радост, истовремено и огромен страв и паника и едноставно самиот чин на породувањето е една, да кажам, голема траума и за телото на мајката, а и до некаде и психички. Заради сите тие фактори, едноставно, ние во тој момент сме исцрпени, сме преплавени со емоции, не сме ние. Имав една пријателка, ми викаш, баш она се изрази, вика, добро знаеш, јас не бев јас во тој момент. И тоа е навистина така. Значи, после сето тоа на нашето тело и на нашата психа, после самиот чин на породувањето, им треба мала пауза, мал одмор за да се вратат во некоја нормала. И заради тоа, јас сметам дека нели сите тие моменти, затоа сите тие проблеми можеби нас не изгледаат многу пострашно отколку што навистина се, и недостатокот на поддршка во тие мигови, мислам дека уште толку ги обесхрабрува семејствата. Сметат дека нели што не им е даден начин како да се справат со нештото, дека таков начин нема и дека тие се изолиран случај кој што го имаат проблемот и треба да се откажат. Тоа навистина е еден, да кажам, по-голем проблем со кој што се соочуваат семејствата и
тука започнува оној втор момент кој што исто би сакала да го напоменам, а тоа е дека нели почнуваат да се обраќаат на интернет, значи да бараат на Google, да бараат секакви податоци, да пишуваат нели имам ваков и ваков проблем, дали некој друг имал таков проблем, бидејќи неретко се мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека се чувствуваат нечуено од професионалните лица. И тука започнуваме, како што кажав, да бараме на интернет, на Google, ова ми се случува вака и вака, што може да биде проблемот. Меѓутоа, знаеме дека кога го прашуваме Google, тоа е навистина една многу... Тоа е буквално како да бараме игла во огромен сток сено и можеме да налетаме на секакви информации. Значи, она што треба многу транспарентно исто да се каже е дека да, уживаме денес во 21 век што имаме достапни информации на дланка, на самиот мобилен, додека го доиме бебето. Меѓутоа, она што треба да знаеме дека не сите информации се навистина точни и не можеме на тие информации секогаш да се потпреме. Значи, навистина треба да внимаваме каде ние ги наоѓаме нашите информации. Тука исто би сакала да го напоменам оној момент на обраќање нели во групи и барање на туги искуства. Тоа е навистина една одлична работа да се чуе туѓо искуство, да се сподели сопственото искуство, но мора тука да бидеме многу внимателни. Зошто? Заради тоа што, ако се навратиме на почетокот на оваа емисија, јас напоменав дека доењето само по себе е многу индивидуално, многу специфично и е уникатно за секој пар и за секое семејство. И она што било, да кажам, успешно кај едно семејство, дали било на колку време да се дои, од колку гради да се дои, значи сите оние моменти на тоа како се управувало со доењето во текот на денот, на почетокот па и понатаму, не значи дека тој начин ќе биде апликативен за сите семејства. Некое семејство навистина ќе има голем проблем доколку следи нечија туѓа шема на доење. И доколку ние немаме познавања, и доколку се уште, а тоа се случува, се уште ни се презентираат одредени шеми како точниот начин како да се управува со доењето, се додека тоа се прави ние навистина не го разбираме доењето како концепт. Најважно за доењето и за лактацијата е ние да го сватиме концептот, да се запознаеме со нашето тело, што се случува за време на доење, за време на лактација, што се случува со нашите гради, со нашето тело, со нашите хормони и да можеме исто така да ги препознаеме и знаците на нашето бебе. Значи, ние треба да се спознаеме со самите себе си, со нашето тело, да го запознаеме нашето бебе кое што не може да се спореди со било кое друго бебе на иста возраст. Некое бебе, обичен пример, значи бебиња родени, да кажам, во иста гестатиска недела, од прилика иста тежина, меѓутоа, хипотетички нешто што мене со професионалната едукација многу ми го отвори светогледот. Пример е, едното бебе имало по-специфична позиција во матката, каде што главчето било посвретено, одреден мускул на лицето бил поистегнат, нели додека било во матката, и едноставно бебето се раѓа со, да кажам, со напрегнат мускул на вилицата, кој што и како може да влијае врз самото доење. Доењето е еден чин кој што е многу зависен од самото раѓање, и раѓањето и како влијае врз самото доење. Дали било да даде сигнал нели дека лактацијата треба да се случи, и самиот начин на раѓањето, дали е со царски рез, како ќе се одвива, колку интравенозни флуиди ќе добија мајката, значи сите тие фактори можат да влијаат на лактацијата. Заради сето тоа, нели, како што кажав, тие работи доколку ги познаваме, можеби ние нема да знаеме се, меѓутоа ќе знаеме да препознаеме доколку имаме некаков проблем и ќе знаеме како да реагираме. А една работа е многу важна, која што би сакала исто нели да ја знаат сите
семејства, а тоа е колку порано реагираме за одреден предизвик во доењето, толку полесно би се справиле со тој предизвик. Значи, статистички гледано. Така што, едноставно да, доењето е една цела наука, меѓутоа е чин кој што, како што реков, многу често забораваме да го погледнеме со други очи, да дадеме една индивидуална нота на нашето бебе, дека не е исто како сите други бебиња и исто како што и ние и нашите гради, количината на жлездано ткиво во градите не е иста како кај сите други жени и сите тие моменти едноставно играат огромна улога за тоа дали ќе биде доењето, да кажам, полесно, потешко на почетокот, особено доколку се држиме за одредена шема. Друго нешто исто што би сакала да го напоменам е да многу од трудниците го имаат ставот, па добро, ако не успеам со доењето, 21 век има адаптирано млеко. И тоа е стварно така, не велам дека не е така, меѓутоа сакам да знаете дека тој став многу лесно може да падне во вода во моментот кога ќе го земеме нашето бебе во прегратки. И не се плашете доколку е така, затоа што едноставно тука делува инстинктот, не разумот. Значи тука делуваат хормоните, еволутивниот инстинкт кој што го имаме, следниот чекор, како што кажав, после раѓањето, кој што ни доаѓа да го доиме бебето, и доколку погледнеме малку повеќе за, да кажам, за адаптираното млеко и бенефитот кој што ни го носи живењето во овој 21 век со адаптирано млеко, работата што тоа е нешто кое што се случува, да кажам, во последните стотици години, а луѓето постојат на вистина многу подолго време од тоа. И е многу тешко да искорениме нешто кое што е толку старо, толку еволутивно врежено во нас со само неколку стотици години. Така што едноставно не е, мислам, неколку стотици, дури не сте ни стотици, кај адаптираното млеко се 100-200 години во прашање. Така што од тој аспект, значи, менувањето на мајндсетот, значи на она што ние го имаме намислено и така како е нормално, и да знаете дека не треба да се плашите од сето тоа, заради тоа што ние пред да бидеме родители, фала Богу дека не знаеме како е да си родител. Чисто за пример, јас пред да бидам родител, кога ќе видев дете кое што на земја се препалка, плаче и не знам, прави драма за одредени работи, јас се викав, моето дете нема шанси вака да прави и така натаму. Сега имам дете кое што вчера го правеше тоа и се дереше, не ќе да си одам дома, затоа што му беше преинтересно на игралиште, ние мораше да си одиме дома. Така што родителството општо е нешто за кое што најчесто имаме одредени ставови, но многу лесно можат да паднат во вода кога нашето бебе е тука. И тоа е сосема во ред. Значи, не грижете се за сето тоа е едноставно дел од станувањето родител, тоа е дел од оној момент на зреење и доколку сигурно имате во принцип прочитано нешто во смисла прво скокни, после кажи оп. Така што и со родителството е релативно така. Друго исто што би сакала да го напоменам, па за ова размислување, дека ако не успеам се си окей, дека си има адаптирано млеко, моментот дека мислам дека не имам една погрешна слика за адаптираното млеко. Во смисла, адаптираното млеко нели е направено така, да личи најмногу на мајчиното млеко и дека е речис исто како мајчиното млеко и најчесто нели го имаме само на моменте да нема, нели, она што не можеме да го замениме во лабораторија, тоа се имуните фактори, тие ги нема. И само тоа не достига, да во смисла се е супер и е речиси како мајчиното млеко, само без имуните фактори.
Доколку навистина истражите, а ве охрабрувам да истражите на оваа тема, ќе видите дека тоа е далеко од вистината. Зошто? Едноставно, да, формулата е најдоброто нешто кое што сме успеале да го направиме во лабораторија до овој момент, но доколку, да речеме, мајчиното млеко има, не знам, оценка скалило 100, формулата е се уште на некоја скалило од 15. Значи не е 97 па фалат само имуни фактори, туку ова е, мислам, една најобична споредба, чисто за да визуализираме дека малку имаме погрешен концепт за работите. Значи, да, најдоброто нешто е што го имаме успеано, меѓутоа тоа не значи дека ние успеавме да направиме нешто што е исто како мајчиното млеко. Не. Далеко е од таква ситуацијата. Бидејќи мајчиното млеко општо е прво е жива материја, значи не може да се спореди со нели адаптираното млеко. Жива материја цело време не само што е жива материја, туку и живите материи што викаме во него се менуваат и во текот на 24 часа, се менуваат со секој ден, се менуваат со состојбата на бебето доколку е болно, пример имаме различни фактори во нашето мајчино млеко. Буквално е жива материја која што се менува за да ги задоволи сите потреби на бебето и тековните и нели како што следи со растот и развојот. Почнувајќи од колострум, кој што е многу важен, а ретко го добиваат бебињата во родилиштата, па транзиционото млеко, па зрелото млеко, па натаму и она млеко после 1 година, за кој што баш денес си добив порака, колку е навистина, да кажам, квалитетното млеко да се, нели, доколку се продолжи со доење, секогаш е квалитетно нашето мајчино млеко, слабо млеко и такви моменти нема. Ова ќе биде дефинитивно, тука има многу да се зборува, но би го оставила за некоја друга епизода. Тоа што сакав денес уште да го напоменам во оваа епизода е дека исто така имав едно верување и јас дека да, доењето не е во принцип, можеби не е за секоја мајка и тоа е навистина така. Треба и мајките кои што не сакаат да дојат едноставно да бидат во состојба да добијат поддршката и да бидат и во состојба да се го кажат тоа гласно и јасно. Меѓутоа, она што сметам пред да се донесе една таква одлука, треба да бидеме буквално на чисто, нели, со самите себе си, во смисла да ги имаме истражено сите ризици кои што доаѓаат од недоење и од хранење со вештачко млеко или адаптирано млеко, па после тоа да размислуваме, нели, за тоа навистина да ги ставиме на вага сите тие ризици од бенефитот кој што го добиваме ако ние не доиме и да си направиме една одлука која што си е базирана на соодветни информации. Имаше на една онлайн конференција за лактација, имаше една презентација каде што баш имаше и одговор на ова, во смисла да, доењето може не е за секоја мајка, но мајчиното млеко е за секое бебе. Зошто? Колку навистина е важно доењето? Екстремно многу. Значи, јас навистина, пак ќе кажам, нема предрасуди према никоја жена која што ќе одбере дека не сака да дои, меѓутоа не би сакала никогаш да бидам во ситуација да треба да премолчам факти само за некој да не се чувствува повреден. Значи, и најчесто да знаете дека доколку семејствата навистина имаат истражено, ги знаат сите работи и си донеле, нели, соодветна одлука, тогаш тие не можат да бидат повредени бидејќи веќе сето тоа го имаат обработено. Така што затоа е навистина важно пред да се донесе одлука да се истражи убаво на темата и да се донесе она што го нарекуваат informed based decision. Да, доењето е навистина екстремно многу важно и не би сакала тука, исто како и на курсот за доење, јас кога го започнувам модул 1, јас викам дека бенефит или корист од доењето
Нема. И тоа е навистина така. Стојам за тоа, заради тоа што доењето не ни носи никаква корист, туку доењето во принцип е биолошката норма. Да, знам, малку е специфично, доколку ние сега направиме 2 колони и би зборувале за ризиците од недоење. Да, малку побаво звучи кој е бенефитот од мајчиното млеко, отколку да се плашат семејствата со ризици од недоење, меѓутоа таквиот пристап е според мене некоректен, заради тоа што дава на некој начин на погрешна слика дека доењето е окей, супер, и као нели не носи нешто екстра, а не е дека недоењето навистина носи одреден ризик. Во смисла као можеме да храниме со адаптирано млеко и сето тоа си е супер, а ако доиме имаме екстра поени за нашето бебе. Тоа не е баш така. Јас знам дека ова е доста контроверзна тема во 21 век, каде што повторно ќе кажам, многу од семејствата може да се чувствуваат навредени, повредени, меѓутоа како нели има она изрека пред фактите и боговите молчат, во смисла дека самите истражувања на оваа тема се чини дека се направени однопаку. Во смисла, денеска имаме истражувања за тоа колку доењето е корисно, колку доењето е прекрасно, а во принцип доењето секогаш било и постоело, и реално како се прават истражувања, се прават кога нешто доаѓа ново на пазарот, го истражуваат новото и гледаат дали има некаков бенефит од она што е ново на пазарот, во случајот нели формулата, или има одреден ризик. Земајќи го сето тоа во предвид, значи формулата е таа што е понова и тоа е логичниот контекст на работите, да зборуваме кои се последиците на некој начин, и позитивни и негативни, од примената на формулата во последните години. Меѓутоа, повторно ќе кажам, знам дека е навистина може би така пострашно делува и многу е поубаво да погледнеме една листа колку е пофино ако се дои, кои се бенефити ги има. Меѓутоа, покрај оние, да кажам, јас пак ќе речеме, зборувам за ризици, значи кај бебиња кои што не се доени, покрај оние стандардни ризици од зголемена појава на ушни инфекции, респираторни инфекции на гастроинтестиналниот тракт, алергии и така натаму. Пример, за мене беше многу интересно дека да дознам дека самото доење како чин, како биомеханиката општо на доењето, дека е навистина многу важна за развојот, пример, на вилицата, на непцето, на зъбите, деформабилноста на самата града, која што го следи растот на оралната шуплина на бебето, на детето понатаму, овозможува правилен развој и на вилицата, на непцето, со тоа и на зъбите. И статистички дека деца кои што добивале цуцли и шишиња, пример, имаат поголем ризик од подоцнежна, имаат зголемена подоцнежна потреба од логопедска поддршка или пак поддршка во полето на ортодонција со протези и така натаму. Едноставно тоа за мене беше и кога човек ќе размисли, бидејќи пример јас шишето и доењето никогаш не ги става во две различни групи. За мене тоа беше релативно една иста работа. Меѓутоа, кога повторно ќе кажам, биомеханички, кога човек ја погледне целиот тој момент и така како може да забележи дека има големи разлики. Така што пак ќе кажам, имаме многу да учиме, особено интересен ми беше фактот дека ние се уште немаме податоци што се има во мајчиното млеко, бидејќи тие истражувања прво немаат, мислам, финансиите се обично се релоцираат за некои истражувања кои што носат малку поголем бенефит, а не секогаш хранење на нашите бебиња со мајчино млеко кое што е бесплатно е од бенефит за одредени гранки на нашата индустрија. Така што тука би
би застанала, значи не е муабетов да размислуваме, не знам, параноично и не знам за здавери и така натаму, меѓутоа факт е дека некој профитира од сето ова и малку е нефер што профитот е, нели, цената што ја плаќаме за тој профит, ја плаќаме со здравието на нашите бебиња, меѓутоа ја плаќаме и со нашето здравје, бидејќи како што кажавме, нели, доењето и породувањето се поврзани и лактацијата е процес кој што следи после раѓањето. Па самата лактација, пример, доколку да се прекине, да кажам, да заврши предвремено, и како може да влијае врз здравието на мајката. Така што тука исто така би ве оставила да размислите малку на оваа тема и се надевам дека овој муабет, особено за оние кои што достага немале прилика да размислат што е доењето, дека малку повеќе дека ги поттикнав, успев да ги поттикнам да размислат на оваа тема. Можете да одите на мојата страница. Имам текст напишано баш за тоа што е доењето и препорачувам да го прочитаат, особено оние кои што чекаат бебенце, заради тоа што навистина ги отвора светогледите во тој момент кога едноставно целото општество е замолчено на таа тема и ние некако природно и спонтано исто така воопшто не размислуваме на истата. Тука би ве поздравила многу, би ви посакала да имате убава недела и доколку имате било какви прашања, слободно може да ме контактирате по имейл. Благодарам многу и се слушаме во следната епизода.